Идната година напролет во Македонија ќе се одржи првиот дигитален самит за земјите од Западен Балкан. Министерот за надворешни работи Никола Димитров истакна дека ова било договорено на неодамна одржаниот состанок на регионалниот совет за соработка во Сараево и тоа во рамките на Берлинскиот процес. Според Димитров, како дел од тековниот регионален диалог, самитот ќе биде прв од ваков карактер и со ваков профил во регионот. Самитот ќе го представи регионот во позитивно светло, како интегрален дел од процесите на глобално ниво и како дел од растечкото дигитално семејство. Самитот ќе овозможи видливост, регионален диалог и регионална сопственост во светло на европската интеграција. Република Македонија во континуитет ги поддржува процесите за зајакната регионална интеракција. Берлинскиот процес, како значајна политичка и дипломатска иницијатива и платформа за соработка, нуди низ можности кои не само што ја стимулираат регионалната комуникација, туку истовремено мотивираат и овозможуваат за забрзано темпо на патот кон Европската Унија. Според Димитров, потребата од вакво инфраструктурно поврзување е една од приоритетните цели и предуслов за одржлив развој. Градењето мостови на соработка не треба да биде само декларативна заложба, но покрај патишта, пруги и коридори треба да иницираме и мостови на електронско поврзување, истакна Димитров. Воспоставувањето единствен дигитален пазар е еден од врвните приоритети на Европската комисија за периодот 2015-2019 година. Дигитализацијата ќе овозможи низа нови можности и перспективи, ќе не направи покомпетитивни, ќе минимизира низа бариери и ќе ја олесни комуникацијата меѓу граѓаните, индустријата и бизнис заедницата. И самитот ќе биде предвесник на нови можности и перспективи во дигиталниот свет, истакна министерот Димитров. Дигиталниот самит во Македонија ќе трае 2 дена, при што ќе бидат опфатени неколку теми како што се дигитални мрежи и услуги, поврзување и пристап, доверба и безбедност, дигитални вештини и дигитална економија и општество. Заложбите на оваа влада не е да работи сама, туку заедно со сите засегнати страни. Токму заради ова, при подготовката на концептот за првиот дигитален самит, ги вклучивме и представниците на бизнис секторот, на универзитетите, но и представниците на граѓанското општество, кои работат во областа на информатичкото општество. Нивната поддршка ни е од големо значење. Непоследно, пред оваа пресконференција, остварив и уште една работна средба со нив, за уште еднаш да се заблагодарам за нивното активно учество, но и да се договориме за следните чекори. Дигиталниот самит предвидува и експо дел, каде дигиталните компании ќе имаат можност да ги представат своите остварувања. Ова ќе представува единствена можност за македонските сопственици на IT компании, образовни IT институции, иноватори и предприемачи да ја презентираат својата работа и да остварат соработка со лидерите од оваа област во регионот, како и да го прошират својот бизнис во регионот и во Европската Унија.